Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за нова вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембари, мембарси, ја користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Втора вонредна политичка анализа во годишно одморски услови се враќаме за некој ден, така што следната ќе биде направена во домашни услови. Ова и наредната вонредна политичка анализа ќе бидат посветени на една клучна тема. Темата е Пржено 3, или дали така ќе заврши политичката криза во Република Македонија. Иако овие вонредни политички анализи се многу потешки, да речеме, од ова кој ќе победи во Карпош, кој ќе победи во Кумано, меѓутоа тоа е суштината на мојата журналистичка кариера. Такви политички анализи прво да бидат соџвакани, да бидат излечени, да биде субстрактот излечени, тоа да биде пласирано пред македонските граѓани, бидејќи и вие кои сте мембари, не сте мала бројка, што се вели не сте репрезентативен примерок, и на таа бројка која од ден на ден е се поголема, треба тоа да и биде објаснето, да биде многу пластично насликано, пресликано, за да може да разберете во кој правец кои тие суштински политички процеси во Република Македонија. Како е завршивме претходната вонредна политичка анализа, дека процесот на рушење или на дисциплинирање на Христијан Мицкоски ќе оди преку процес на негово поврзување, на негово врзување дали бизнес, дали политички со Зоран Заев. И тоа ќе ферментира внатрешни процеси, да не речам внатрешни проблеми во структурите на ВМРО-ДПМНЕ. За да може да ја поставиме рамката или да почнеме да објаснуваме наша вонредна политичка анализа, треба да одговориме на прашањето дали во Македонија има или нема политичка криза. Ако гледаме формално правно, ВМРО-ДПМНЕ има бројки, без малку двотретинско мнозинство за владење во Република Македонија, и со такви бројки вие не може да стане збор за некаква политичка криза. Меѓутоа, ако суштински ги погледате работите, ВМРО има бројки, но нема патека, нема траекторија, нема правец на движење. И во една држава која е членка на НАТО, како што е Република Македонија, тоа може да представува суштински проблем и тоа да генерира одредена политичка криза. Од друга страна, вие немате силна опозиција, но имате силно опозицијско јавно мислење. Тоа што го кажав пред една година и тоа се остварува овие 12 месеци во Република Македонија. Проблемот на тоа опозицијско мислење во Република Македонија, што структури на Зоран Заев и структури на Никола Груевски сака да го јавнат, сака да го киднапират и сакат на некој начин да го употребат или да го злоупотребат тоа опозицијско јавно мислење во Република Македонија. И во наредниот период главниот конфликт ќе биде во конфронтација на опозицијското мислење под контрола на Никола Груевски и опозицијското мислење под контрола на Зоран Заев. Тамо ќе бидат најразлични комбинации, кохабитации, конфронтации, така натаму и така натаму. И третиот сегмент кој се случува во Република Македонија е главната политичка битка не се случува во македонскиот политички кампус, туку се случува во албанскиот политички кампус. На локалните избори во општина Чаир нема да биде конфликтот дали Изет Меджити ќе го замени, ќе го смени или ќе го победи Али Ахмети, туку дали Изет Меджити ќе го победи Буер Османи. И ако Артан Груби е пуштен низ вода, тогаш после локалните избори во Чаир може да биде пуштен низ вода и Буер Османи. На тој начин да биде исчистен тоа што пред една година го најави Христијан Мицкоски, да биде Али Ахмети исчистен во наводници од политичкиот и вистинскиот криминал во неговата партија. Така исчистен Али Ахмети може да биде лесен дел на некоја идна влада со ВМРО-ДПМНЕ, можеби и со СДСМ. И како ќе заврши таа политичка криза? Јас сметам дека има политичка криза во Република Македонија. Без разлика што ВМРО-ДПМНЕ има бројки, без разлика што ВМРО-ДПМНЕ има во наводници апсолутна власт. Значи има бројки, во наводници има апсолутна власт, но нема субстанца, нема суштина и нема ефективно владење во Република Македонија. Ако направи коалиција со Али Ахмети и со Дуи, тоа ќе ја засили апсолутната власт на ВМРО-ДПМНЕ, но нема да има суштина. Зошто? Бидејќи политичката криза во Република Македонија има некои нови рамки, некои нови обриси, нешто слично во Србија, но не толку драматично слично како што е во Србија. И тамо нема опозиција, а има силно опозицијско расположение или анти-Вучич расположение. Гледате како Александар Вучич веќе не може да биде мост кој ќе ги поврзи тие 2, 3, 4 Срби, како што тоа го правеше во првите неколку години од неговото владење, туку тој представува генератор на политичката криза, така што политичката криза ќе се реши со негово заминување, а не со негово останување. Е нешто слично ќе има и во Република Македонија. Дали тоа ќе има одредени контури на социјална криза, дали ќе има драматична политичка криза, дали ќе има некакви ферментации
имплементација на економска криза, меѓуетничка криза, бидејќи Македонија е многу покомплексна државна творба од Република Србија или државно уредување или формациско коалицирање во Република Македонија многу поинак во тоа што е во Република Србија, сепак има 20-25% албанци, има роми, има турци, бугари кои сакаат да влезат во уставот на Република Македонија, така натаму и така натаму. Србија имаше едно тешко патешествие со Косово, но замислите сега албанците од Косово да беа составен дел на политичкиот живот во Република Србија, да имаше 10, 15, 20% албански пратеници во српскиот парламент плюс српската опозиција, тоа ќе беше карма каша во еден ваков молотов коктел или на ваква зоврена политичка атмосфера во соседна Република Србија. Во Република Македонија претходната политичка криза, шарена револуција, тоа што се случуваше по македонските улици, нема правда, нема мир, се разреши со пржено 1, односно со пржено 2. Како ќе се разреши ова политичка криза па со пржено 3? Што ќе биде суштината на таа политичка разврска пржено 3? Па враќање на Никола Груевски во Република Македонија. Ајде да почнеме да ги редиме коцките во ова и во наредната емисија, да сватите или да разберете што всушност повеќе од 6 или 9 месеци ви кажувам, дека политичката криза во Република Македонија ќе се реши со една драматична метаморфоза на Христијан Мицкоски или, ако тоа не се случи, со враќање на Никола Груевски. Ајде да ја поставиме рамката. Кој го руши Вучич во Србија? Британци или руси? Американците се тргнати на страна. Кој го руши Вучич? Британци или руси? Ако ви е тешко да одговорите на тоа прашање, тогаш ајде да ви го преформулирам прашањето. Кој пред 30 години го рушеше Слободан Милошевиќ? Британци или руси, односно Советскиот сојуз? И немојте да слушате што ви говорат, туку суштински да анализирате што се случува, што се прави. Ако американците и британците се залага за зачувување на поранешна СФР Југославија, тогаш кој работеше на рушење на поранешна СФР Југославија? Германците и евентуално французите можеби да сакаа, но нема таква политичка сила или политичка мок. Тоа може да го прават или американците и британците на една страна, или русите на друга страна. Ако сакаа русите да ја спасат поранешна СФР Југославија, тогаш ќе ја помогнаа војниот удар, Дмитрий Јазов ќе му дадеше војна подршка на Велјко Кадевич. Не дека тие нема персонални решенија, не дека тие нема персонално сојузништво на некој начин или лични пријателства и така натаму, на крајот на краштата. Велјко Кадевич или последниот началник на генералштабот и министар за надворешна, односно за одбрана на поранешна СФР Југославија, го заврши својот живот во политички екзил или азил во Русија, односно во Москва, главниот град на Руската Федерација. Слободан Милошевиќ имаше карт бланш кога да сака да го заврши својот живот во политички азил во Москва или во Руската Федерација. Меѓутоа, суштината дека со помагање или со рушење тие всушност се руша СФР Југославија. Руската Федерација или Советскиот сојуз, тамо некаде од информбирото 1948 година, конфликтот со Јосип Броз Тито всушност го сведува на еден процес на рушење на СФР Југославија. На крајот финалето завршува со рушење на поранешна СФР Југославија. И го имате Александар Вучич. Кој го руши Александар Вучич? Британците или русите? Гледате, Александар Вучич беше некаков лепак на 3, на 4 структури кои ние ги дефинираме како српски свет или оставштина на српскиот свет на просторот на поранешна Југославија. Имате Црна Гора, која е држава во наводници, која е контролира одредена служба која е формирана врз база на шверцот со цигари, шкалјарски кавачки клан, таква една служба која е формирана со црни пари од шверцот на цигари, е сериозна конкуренција за службата на Александар Вучич или на делови на службата под контрола на Александар Вучич. Имате Република Српска, која е некаква полудржава, која е формирана на бранот на војната на територијата на Босна и Херцеговина 92-95 година, Дејтонски мировен договор. Можете ли да предпоставите колку е силна било која служба, бидејќи силината на една држава се мери преку силината на нивната или на незината служба? Можете ли да предпоставите колку е силна таа служба која е формирана во воени, не во мирнодопски, туку во воени услови, пари, црни пари, контрола, разузнавање, прислушкување, уценување и така натаму и така натаму. Имате Косово. Навистина српската политика се повлече од Косово, но остана мрежата, остана инсталациите. Знаете, кога ќе се постави прашањето кои може да бидат најголеми жртви на отварање на архивите на поранешна СФР Југославија, читај српски свет, читај Белград, тоа во најголем дел ќе бидат албанските политички структури во Косово
и во Република Македонија. И гледате, се повлекува српската политика, се повлекува српската војска, но останува мрежата на Република Србија на територијата на Косово и останува влијањето на Српската православна црква. Кога некаде пред 3 или пред 4 години го отворив прашањето на српскиот свет, мислев не на српската политичка сцена, туку на Српската православна црква. Српската православна црква му отвара проблеми на Вучич во Црна Гора, Вучич мора да ги следи. Српската православна црква заедно со Милорад Додик му отварат проблеми на Вучич во Република Српска, Вучич мора да ги следи. Српската православна црква, за да не ги изгуби имотите, му отвора проблем на Вучич во Република Косово, Вучич мора да го следи. И Српската православна црква, гледате, одеднаш Александар Вучич прави конфликти со босанските срби, со црногорските срби, со косовските срби, со војводинските или војвоđанските срби, со шумадиските срби. И Белград го кара со сите овие 4 или 5 структури. Дали тоа може да биде основа на функционирање на српски свет? Апсолутно не. Без Српска православна црква не е возможна инсталација или кровна конструкција на српски свет на Балканскиот полуостров. Затоа Српската православна црква ќе барате линкови во Република Македонија. Затоа интервјуто беше со Александар Раковиќ, кој е идеолог на српскиот свет. Тој е дел, тој е човек очинелот на Српската православна црква. И тие линкови со Дедо Стефан на чело на Македонската православна црква. Затоа велам, не ги слушајте што говорат или кој говори, туку размислувајте што сака да постигнат, зашто тоа го говорат, зошто тоа го прават, зошто се влезени во еден таков филм. Ко сега ќе погледнете во изминатите неколку месеци кои се главните фронтмени на битката против српскиот свет, а тоа е Српската православна црква, и инсталациите тука во Република Македонија, тоа е Македонската православна црква, вие ќе си го поставите прашањето, па кој го донесе Дедо Стефан на чело на Македонската православна црква? Јас, вие, камерманот што ме снима, вие кои ме гледате и така натаму, не. Па Дедо Стефан 1999 година на чело на Македонската православна црква го носи Љупчо Ѓорѓиевски. Во мандат на Љупчо Ѓорѓиевски Дедо Стефан го победил Дедо Петар. Гледате како одеднаш Дедо Петар станува српски свет, а Дедо Стефан не е српски свет. А во мандат на Дедо Стефан имате најголемо инсталирање на српскиот свет црковен и политички на територија на Република Македонија. И го имате Љупчо Ѓорѓиевски како најголем борец против српскиот свет во Република Македонија. Човекот кој е донесен на чело на ВМРО ДПМН или историското ВМРО, а историското ВМРО пред 120 години е формирано од бугарско воено разузнавање, ВМРО ДПМН во еден голем дел е формирано под диктат или со климнување на главата на југословенското КОС воено разузнавање, и човекот кој е донесен на чело на тоа ВМРО ДПМН, кој служи војска 80 километри. Ако ние сме служеле војска, јас сум служел во Копривница или во Вараждин, тој 1000 километри надвор од Република Македонија, тој служел војска 80 километри надвор од Делчево. Во Штип, тоа го кажа во едно од последните интервјуа во емисијата во Центар. Значи човекот кој му дозволуват, што се вели дома, да служи Југословенска народна армија, на кој му дават зелено светло да дојде на чело на ВМРО ДПМН, партија која е формирана со силно замешателство на КОС или на југословенското воено разузнавање, како што историското ВМРО е формирано со силно замешателство на бугарското воено разузнавање, се ви говори за српскиот свет. Како се бори против српскиот свет? Така што ви промовира бугарска историја или бугарска историографија. Вториот човек е Иван Величковски, мојот пријател Иван Величковски, кој завршува првата фаза на својата политичка кариера на чело на партијата на Стојан Андов. Партијата на Стојан Андов, кој произлегува од партијата на Анте Марковиќ. Гледате, има два концепти тамо некаде 91-92 година. Првиот концепт е скратена Југославија, тоа што е денес српскиот свет, и вториот концепт, тоа е концептот или платформата Глигоров-Иzetbegović. Значи, уште тамо некаде пред 32-33 години. Република Македонија, максимумот на своето попуштање од таа македонска независност е платформата Глигоров-Иzetbegović, одредена асиметрична федерација со Словенија и Хрватска во некакви полабави релации со Белград или со остатокот на поранешна Југославија и останете 4 држави во некаква потврда федеративна форма. Тоа е платформата Глигоров-Иzetbegović. Значи ние пред 33-34 години сме се изјасниле дека сме против платформата на српскиот свет. Што може да направат Љупчо Ѓорѓиевски, да речеме Иван Величковски? Па ништо. Освен да еритират македонската јавност. Гледате, едниот ви промовира бугарска историја, вториот од уста не ја вади
Северна Македонија и нели ја амнестира политиката на Али Ахмети и на Дуи и треба да биде некоја модерна верзија на Бранко Мануеловски, што може да направат? Па да го иритират македонскиот граѓани, да ги иритират македонските граѓани. И кога ќе ги изиритират македонските граѓани со одредени албанофилски или бугарофилски стојалишта, тогаш нема да им биде толку омрзната политиката на српскиот свет во Република Македонија, тоа е суштината. И сега ова треба да го врзиме со одредена панделка, во целофан да го запакуваме и да го пласираме пред вас која гледате ова вонредна политичка анализа. Бидејќи кога ќе почнете да ги поврзувате работите, да ги ролате работите, тоа знаете, стануваат јасни како светлина од рефлектор. Кој е македонскиот политичар кој главно се залага за отварањето на архивите? Па Стојан Андов, начело на партијата на Анте Марковиќ, негов наследник Илмо Величковски, кои ќе бидат најголеми жртви на отварањето на архивите на поранешна СФР Југославија, чиите српскиот свет во Белград, па албанците во Косово и во Република Македонија, бидејќи таму србите направија најсилни мрежи, најсилни упоришта и преку нив ја контролира политичката сцена во Косово и преку Западна Македонија албанските политички партии или албанските играчи мрежата на српскиот свет во Македонија, односно во Западна Македонија, или правеа или рида, или ја правеа војната 2001 година. Втората структура се така наречените бугараши, бугарофили, кои се сега најгласни во борбата против српскиот свет, и еден дел нови антички македонци, кои до пред 10 или 15 години беа главни бугарофили или бугараши тука во Република Македонија. Тие беа контролирани од српскиот свет во Република Македонија. Нивните досија се под контрола на српскиот свет, чиите поранешна СФР Југославија, чиите Белград. Кога ќе погледнете таа структура, или кога ќе почнете да анализирате и надвор од територијата на српскиот свет, имате Хрватска, тој конфликт на ХДЗ и СДП. ХДЗ, партијата на Фрањо Туџман, и СДП или партијата на хрватските комунисти. ХДЗ е партија под контрола на БНД, на германските служби. Тоа што се случува во ХДЗ е ферментирање конфликт на расчистување со руските елементи во таа структура. Имате Кучан, односно имате Рачан, еден начело на хрватските, еден начело на словенечките комунисти, и преку нив се растура поранешна СФР Југославија. Дел тоа го прават БНД и германските служби, но најголем дел тоа се прави со помош на руското влијание за растурање на СФР Југославија. Нивното руското влијание и во Хрватска и во Словенија е драматично изразена, посебно во бизнес сектор. Гледате таа поделба која оди по средината на поранешна СФР Југославија, каде што 50-50 е Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија се под влијание на рускиот свет, Србија, Црна Гора и Република Македонија, Косово се под влијание на американскиот или на британскиот свет. Гледате, Србија под контрола на Александар Вучич, Албанија под контрола на Еди Рама и Бугарија под контрола на Симеон Саксобургоцки, тамо некаде пред 20 години, се многу комплексни држави за функционирање, за контролирање, бидејќи Александар Вучич треба да биде лепак на повеќе структури, кај што треба да возможи и Косово, и Црна Гора, и Босна и Херцеговина да се ослободат од прегратките на тој српски белградски свет или на Република Србија. Еди Рама, гледате, тамо е измешано ислам, муслиманство, католици, православни. Осама Бин Ладен во еден период на своето функционирање или на своето делување се крие во време на Сали Бериша на територија на Албанија. Албанските сигурими тајни служби така натаму и така натаму. Или бугарскиот модел во мандатот на Симеон Саксобургоцки, кој го враќаат од политички азил, го враќаат уставно речено бугарските служби со намигнување на британците, се формира одредена влада каде што во голем дел се напикани проруски министри или проруски структури на територијата на Бугарија, и тие внесот Бугарија во НАТО и во Европската унија. Значи, има возможност на русите да имаат контрола, да имаат влијание, да се чувствуваат дека ја контролираат ситуацијата, а сепак со помош на Симеон Саксобургоцки, Бугарија, која е била секогаш руски вилет на Балканскиот полуостров, да стане членка на НАТО и членка на Европската унија. Тоа се тие комплексни процеси и на просторот на поранешна Југославија и на просторот на Југоисточна Европа. Кога така ќе ја поставите рамката, тогаш клучно ќе биде да одговорите на прашањето кој е руски, а кој е британски свет во Република Македонија. Ајде да ги дефинираме 4 или 5 клучни политички кризи во овие 33-34 години низ кој поминува Република Македонија. 92 година Лисабонска декларација,
Падот на владата на Никола Клусев, првата експертска влада во Република Македонија или првата влада на независна Република Македонија, па некаде септември 1992 година на власт доаѓа Бранко Цренковски. Македонија е во една изолирана политичка ситуација. Никој не е се јавил на Македонија, со Лисабонска декларација се бара од Република Македонија да го смени своето име и во името на државата да не биде содржан зборот Македонија. Кој е излекува Македонија од таа политичка криза? Сер Даглас Херт, министар за надворешни работи на Велика Британија, кој е во влада на Џон Мејџор, фрла гума за спасување со тоа компромисно решение Република Македонија во заграда Скопје, бидејќи тоа не помино на самитот на Европската економска заедница декември 1992 година во Единбург, но има заклучок дека дека Европската економска заедница не може да го реши македонско-грчкиот спор и упатува Република Македонија решењето на спорот да го бара во Обединетите нации. Така ние април 1993 година стануваме членка на Обединетите нации со поранешна Југословенска со мали букви, Република Македонија со големи букви. Па имате политичка криза со ТАТ, која претходи на мирното предавање на власта 98 година. Лјупчо Ѓорѓевски го заменува Бранко Цренковски, Марк Дикинсон, тоа сум го објаснал во една вонредна политичка анализа. Доека американскиот амбасадор Кристофер Хил го играше тешкото на галичка свадба со Бранко Цренковски или некаква слична манифестација, Марк Дикинсон, кој беше амбасадор на Велика Британија во Република Македонија, на сите средби велеше дека ВМРО-ДПМН ќе победи на изборите и дека тие 4 или 8 години додека ВМРО-ДПМН на власт треба да бидат искористени за формирање на десно ориентирана олигархија во Република Македонија. Ако 92-98 година кога е СДСМ на власт, е формирана олигархијата на Бранко Цренковски или на СДСМ, 98-2002 или 2006 година биде искористена за формирање на олигархија блиска на ВМРО, значи британците работат за доаѓање на ВМРО-ДПМН на власт, па имате територијална организација и политичка криза која е поврзана со територијална организација. И 2005 година Македонија добива кандидатски статус со лобирање или со најголемо влијание учество на Тони Блер, кој тогаш британски премиер или начело на британската влада. Па имате шарена револуција во Република Македонија, шарена револуција која е направена во Тависток. Тогаш имаше шарена револуција Хонг Конг на одредени територии кај што беше силно британското влијание. Тоа е направено тука во Република Македонија. Се менува власта, Пржино 1, Пржино 2. И имате сега Македонија која е заглавена на тоа свое патешествие кон Европската унија, поради неприфаќање на уставните измени, имате гума за спасување од Велика Британија, кога е тера инкогнита Република Македонија, кредит 5 милиарди фунти, не некаде 6 милиарди евра, односно американски долари, повторно Велика Британија. Стюарт Пич, кој пред 2 или пред 3 години, истиот предлог кој сега го прифаќа ВМРО-ДПМН, односно Александар Николовски, им го дава на Димитар Ковачевски, Фатмир Бетичи, односно на СДСМ, тие не го прифаќаат тој предлог. И тоа е британското замешателство во овие 4, 5, 6 клучни политички кризи во Република Македонија. И на крајот, нели, се постава прашањето, кој е руски, кој е британски играч на политичката сцена? Во конфликтот на руските и британските играчи ќе биде нијансирано Пржино 3, кој ќе резултира или ќе заврши со враќање Никола Груевски или со драматична метаморфоза на Христијан Мицковски. Гледате, почини гледачи, тамо некаде крајот на 80-тите години, 88, 89, 90 година, на одредени заседанија, самити на Г7, тогаш Г7 всушност беше во една многу пораскошна, многу подраматична, многу посилна форма или имаше многу поголема тежина во дефинирањето на политичките процеси, не само во Република Македонија, не само во поранешна СФР Југославија, туку секаде низ светот. Има еден мини заклучок кој вели дека тука се гледа дека ќе се распадне комунизмот, ќе се распадне Варшавскиот пакт. Се предпоставува дека тоа може да генерира одредени политички потреси, одредени политички тензии, турбуленции, така натаму. На просторот на поранешна Југославија тоа се изроди во одредена граѓанска војна. На одредени делови на поранешниот Советски сојуз исто така се изроди во одредени граѓански форми на војна. Ерменија, Азербеџан, Нагорно Карабах, Грузија, Молдова, поделба на државата на два дела и така натаму, функционално или нефункционално. Така што во еден од тие мини заклучоци, на еден од самитите на Г7, беа задолжени регионалните организации. Тогаш Европската економска заедница, денес Европската унија,
тие прво да дадат зелено светло, бидејќи се претпоставуваше дека со распадот на СФР Југославија, со распадот на Советскиот сојуз ќе бидат формирани нови држави и дека тие држави ќе побарат да бидат меѓународно признати и беше донесен одреден заклучок дека првиот филтер кој треба да се помини за да се добие зелено светло дека се тие регионални организации. Така Европската економска заедница, денес Европската унија, ја доби таа можност, таа да биде првиот филтер, да даде прво зелено светло за независноста, например, на Република Македонија. Затоа Република Македонија, исто како Република Хрватска, исто како Република Словенија, не може да барат признавање од Обединетите нации, бидејќи ако беше побарано признавање од Обединетите нации, тамо и Франција и Велика Британија и Соединетите Американски држави ќе може да стават вето, меѓутоа Франција и Велика Британија како земји на Европската, тога земји на Европската унија. Во такви услови, гледате, кога се менува конфигурацијата на светот, имате Доналд Трамп во Америка, имате Владимир Путин во Руската Федерација, тогаш главна пречка за нивните политики или нивните аспирации е Европската унија. Затоа Европската унија се руши и од исток, се руши и од запад. Тезата дека Европската унија или европските држави денес немаат одредени лидери од форматот на, не знам, на Маргарет Тачер, на Митеран, не знам, на Хелмут Кол и така натаму, па зар мислите дека Руската Федерација има лидери од форматот на Брежнев, од форматот на Сталин, дека Владимир Путин е лидер од еден таков формат, Андропов, Черненко и така натаму и така натаму, или дека Доналд Трамп е играч од форматот на Роналд Реган, на Кенеди, на Джими Картер и така натаму. Не, меѓутоа кога ќе влезете во одреден конфликт да се руши Европската унија, а процесот на рушење на Европската унија го имаше своето финале или крешендо со Брекзитот, гледате, Руската Федерација, посебно руските служби, драматично го искористија тој моментум на социјални мрежи, на интернети, на референдуми, на креирање на одредено интернет расположение. Па всушност вештачката интелигенција која сега се појавува е само одговор на Брекзитот или на рушење на Европската унија, или на искористувањето на мноштвото информации. Гледате, вие се јават едно мноштво на информации на социјалните мрежи. Намерно се трупат информации. И вие од тие информации да не може да ја разберете, да ја сватите суштината. Вештачката интелигенција, всушност вас ви представува синтеза од тоа купиште, од тој океан на информации кои се напластени една на друга, тотално нефункционални, тотално во наводници бескористни, но создават одредено расположение под контрола на Руската Федерација или на некаква Трамп структура во Соединетите Американски држави, ви се формира вештачка интелигенција која треба да ги синтетизира тие 1 милион цел океан информации и да дојде до одреден заклучок или да биде сервиран одреден заклучок кој всушност ќе треба да го поништи тоа влијание преку океанот на такви информации. Што сакам да кажам? Брекзитот, па и изборите во Соединетите Американски држави, ако тамо ќе видиме дали Владимир Путин влијаеше или се насанка на изборите во Соединетите Американски држави, бидејќи неговото учество и неговото влијание беше само искористено да се направи одредена политичка разбрака во Соединетите Американски држави која ќе одговара на еден крак на американската олигархија. Меѓутоа, Брекзитот всушност беше главен удар на Владимир Путин за рушење на Европската унија. Сега кои се приказните? ЕУ е нефункционална, ЕУ е нестабилна. Главниот виновник за тоа што се случува во Република Македонија не е Руската Федерација, не е Соединетите Американски држави, туку е нефункционалната Европска унија. Кој беше предмет? Па дури во времето на короната, главна структура која беше предмет на напади на Кина, на Руската Федерација, па на некаква Доналд Трамп структура во Соединетите Американски држави беше Европската унија. Со рушење на Европската унија, всушност ова што сега се случува во Украина, беше предвидливо, седнуваат во наводници две суперсили, бидејќи елиминирана една сериозна регионална сила која е Европската унија и се договарат околу еднината на Украина. Украина која треба да биде поделена на два дела, како источна и западна Германија. Западна Германија треба да стане членка на Европската унија или тогаш Европската економска заедница. Источна Германија по некое време, 30-40 години, по завршување на власта на Владимир Путин, олигархијата на Владимир Путин, тајните служби под контрола на Владимир Путин да се спојат повторно источна и западна Украина. И сега, кога стана збор за Република Македонија, треба да одговориме на две прашања. Колку оружје после промената на власта во Република Македонија е испорачано на Украина овие 18 месеци и кога ќе заврши војната во Украина?
Кога ќе почне обновата на Украина, ние кои учествуваме во обновата на Украина или делот на Западна Украина или во обновата на Донбас. Тоа се суштинските прашања. Тие суштински прашања ќе бидат генератор на драматична политичка криза во Република Македонија. Значи рековме има две структури во Словенија. Милан Кучан, руско влијание, Јанес Јанша, германско влијание. Каде е спомнато прв пат можноста за враќање на Никола Груевски Република Македонија? Па во нон-пейперот на Јанес Јанша. Како Никола Груевски ја напушта Република Македонија? Па со климнување на главата на британците, американците, со логистика на ДУИ и со премолчено неправење нешто на СДСМ на Зоран Заев. Како ќе се врати Никола Груевски во Република Македонија? Па на истиот начин. Што представуваше Пржино 1 или Пржино 2? Договор на 4 мокни семејства, нормално со влијание на американците, со влијание на британците, но во основа на локален план беше договор на 4 мокни семејства во Република Македонија. Што ќе представува Пржино 3? Договор или драматичен конфликт на истите 4 семејства во Република Македонија. Тоа наредната вонредна политичка анализа. Ново дружење, вторник, 22 часот и 30 минути до вторник, се гледаме.